Бројот на жртвите од трагичниот настан во Кочани достигна 60. Почина 29-годишниот Александар Карадаковски, еден од четворицата пациенти кои беа во критична состојба. Тој се лекувал во Литванија. Bëhet fjalë për Aleksandar Karadakovski, I cili është 29 vjeçar dhe shërohește në Lituani. Dua të shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta ndaj familjes. Lajmet mira që janë për sot se gjithsej kanë mbet për 193 pacientë që u trajtuan dhe te kaluan tragjedinë e Koçanit, mbeten vetëm 78 pacientë që trajtohen këtu në Shkup dhe jashtë vendit. Në Shkup janë 14 pacientë, prej cilëve 5 sot lëshohen në shtëpi, se janë në gjendje shumë më të mirë, dhe mbeten vetëm 9 pacientë që shërohen në Shkup, në spitale, kurse jashtë shtetit mbeten 69 pacientë, pasi që sot 6 kthehen. Директорот на болницата Свети Наум Охридски Небојша Настов соопшти дека починатиот имал тешки изгореници на главата, вратот и екстремитетите. Ќе оштетен голем дел од дишното стебло и као последица на тоа доаѓа до влошување на состојбата. Основното јавно обвинителство Кочани ја прекина постапката против Александар Карадаковски, кој се водел како управител на дискотеката Пулс. Бидејќи денешната 60-та жртва од катастрофалниот пожар во Кочани е лице кое претходно било инволвирано во истражна постапка, во својство на управител на правното лице, основното јавно обвинителство Кочани ќе издаде наредба за прекин на истражната постапка за него, по добивање на официјалната документација за причината за смртта. По смртта на Карадаковски, кој беше еден од пациентите во критична состојба, Таравари рече дека уште тројца пациенти кои се лекуваат во странство се во тешка состојба.